Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите еклер ролат. За подготовка на ова предјадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 200 грама шунка, 4 јајца, 200 мл кисела павлака, 4 кисели краставички, макдонос, 100 грама сирење, 2 моркова, 100 грама брашно, 100 мл масло за јадење, 100 мл вода, 1 јајце, 150 грама мајонез, 100 грама кашкавал, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова предјадење е 2 часа. Прво со алатка ги лупиме морковите. Во тенџере на оган ставаме вода. На морковите им ги отсекуваме краевите. Потоа морковите ги сечкаме на тенки до огнавести парчиња. Исечканите моркови ги ставаме во тенџерето со вода да се варат. Во друго тенџере ставаме 100 мл вода. Додаваме и 100 мл масло за јадење. Посолуваме. Тенџерето го ставаме на оган. Во меѓувреме киселите краставички ги сечкаме на парчиња. Исечканите краставички ги ставаме во длабок сад. Потоа на коцки ја сечкаме шунката. И исечканата шунка ја додаваме во садот со краставичките. На покрупната страна од рендето во садот го рендаме сирењето. Потоа во садот ја додаваме киселата павлака. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Макдоносот ситно го сечкаме. Исечканиот макдонос го додаваме во садот со филот. Тенџерето со сварените моркови го тргаме од оган. Со лажица решетка ги вадиме морковите од тенџерето и ги ставаме на даската за сечење. Потоа морковите ги сечкаме на коцки. Ги додаваме во садот со филот. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Мешаме со лажица. Тенџерето со зовриената мешавина од масло и вода го тргаме од оган. Во тенџерето го додаваме брашното. Мешаме со лажица додека тестото почне да се одделува од тенџерето. Потоа тенџерето го враќаме на оган. Мешаме со лажица. Повторно го тргаме тенџерето од оган. Го вадиме тестото од тенџерето и го ставаме на работната маса. Со нож тестото го сечеме на парчиња за побрзо да се излади. Изладеното тесто го ставаме во длабок сад. Потоа го матиме со миксер. Откако тестото ќе се излади, го исклучуваме миксерот. Во длабок сад ги кршиме 4 јајца. Повторно го матиме тестото со миксер. Во тестото едно по едно ги додаваме јајцата. Откако тестото ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. Тавата за печење обложуваме со хартија. Го истураме тестото во тавата. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 225 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Испечената кора ја прекриваме со влажна кујнска крпа и ја оставаме да се излади. Потоа ја вадиме кората од тавата и ја ставаме врз навлажнетата крпа. Врз кората го ставаме претходно подготвениот фил. Со помош на крпата, филуваната кора ја виткаме во ролат.
На ролатот му ги одсекуваме краевите. Врз ролатот со лажица го нанесуваме мајонезот. Потоа со нож целиот ролат го премачкуваме со мајонез. На ситната страна од рендето, врз ролатот го рендаме кашкавалот. Со помош на нож, ролатот го ставаме на чинија за сервирање. Со кетчап го украсуваме ролатот во форма на ромбови. Киселата краставичка ја сечкаме на тенки кругови. Во секој ромб ставаме по еден круг кисела краставичка. Потоа доматот го сечкаме на тенки полукругови. Кришките домат ги нанесуваме од двете страни на ролатот. Со гранчиња Макдонос на другите два краја на ролатот ја завршуваме декорацијата на еклер ролатот. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.